Делегациите на Соединетите Американски држави и Украина ја започнаа средбата во Џеда, Саудиска Арабија, соопшти утрина во Украинското министерство за надворешни работи. Украинскиот тим го представуваат шефот на канцеларијата на Зеленски, Андри Јермак, советникот за национална безбедност на земјата и министрите за надворешни работи и за одбрана. Дел од тимот на САД се државниот секретар Марко Рубио, советникот за национална безбедност Мајк Валц и специјалниот пратеник Стив Витков. Пред средбата, шефот на кабинетот на украинскиот председател Андри Јермак во објава на Телеграм соопшти дека украинската делегација е подготвена за клучните разговори со САД. Нашиот тим пристигна. Се подготвуваме за работа. Бранејќи ги интересите на Украина и јасната визија за ставање крај на војната, ефективно ќе работиме со нашите американски партнери. Зеленски пред средбите рече дека се надева на практичен резултат на разговорите, додавајќи дека украинската позиција ќе биде апсолутно конструктивна. Американскиот председател Доналд Трамп пак изрази верување дека разговорите ќе резултираат со голем напредок. Државниот секретар на САД Марко Рубио, кој е дел од американската делегација, вчера изјави дека на средбата во Саудиска Арабија представниците на САД ќе очекуваат да слушнат какви отстапки е подготвена да направи Украина, бидејќи, како што рече, нема да има прекин на војната ако двете страни не направат отстапки. Русите не можат да ја освојат цела Украина, но исто така ќе биде многу тешко за Украина во разумна временска рамка да ги принуди русите да се повлечат на нивните позиции од 2014 година. Нема да постигнете прекин на огнот и крај на оваа војна, освен ако двете страни не направат отстапки. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков соопшти дека Москва очекува САД да ја информираат за исходот од средбата со украинските представници.